Следува редовниот разговор со колегата Дејан Андоновиќ околу тоа што се случува Дејане во светот. Па денеска се случува една работа, јас слободно ќе кажам, Британија вечерва и официјално во 12 часот по средноевропско или 11 часот по Гринич, како што кај нив, излегува од Европската унија и јас овака слободно ќе кажам Велика Британија од ноќенска на полнок станува независна држава. Тоа е главната тема во светот денеска, освен тоа што се разбира приказните за вирусот се уште во тек и се плашам дека со тоа ќе се занимаваме и во неделите што доаѓаат. И да се плашиме дека покрај здравствениот дел да не е некој политички, но тоа ќе биде некоја друга прилика да разговараме околу вирусот, која ќе имаме и поофицијални информации што точно се случува и зошто токму баш во Кина. Меѓу другото, вчера во Европскиот парламент се направи едно, да кажем, под наводници свечено, а и без наводници свечено завршување на британското учество во Европскиот парламент и опште во Европската унија. Се пееше тие што сака да пеат се држаа за раце. Се држаа за раце, имаше малку и солзи, а имаше и многу аплаузи. Класичен развод. Класичен развод би рекол, и тоа мачен развод ако се земе во предвид што се поминаа Брисел и Лондон за да се разведат, нели, онака како брачен пар кој од 1973 година беше во една заедница, особено ако се земе во предвид дека Британија е една од 12 земји основачи на Европската унија, па оттаму тежината е уште поголема. Добро, што е право, разводот не прерасна во кавга за секоја вилушка и лажица, туку мислам дека на крајот сепак со инсистирање од двете страни, барем досега се инсистира тоа да биде цивилизирано. Добро, европскиот дух мораше да. А и интересите се, не само европскиот дух, туку интересите се големи на двете страни заради трговите и така натаму. Меѓутоа, де факто, од ноќеска на полноќ Британија повеќе не е членка на Европската унија. Станува независна држава. Станува независна држава. Така и островот сега на вистина ќе биде изолиран од копното со каналот меѓу Франција и Британија. Остануваат и географски, остануваат сега и политички, но она што е многу важно дека у наредниот период до 31 декември оваа година ќе почнат тие преговори, негде у март ќе почнат преговорите, тимот кој се разведуваше сега да ги направат новите, да кажеме, услови што и како понатаму во односите, во трговските односи, пред се во таа царинска унија и натаму остануваат истите принципи додека мирно не почне таа транзиција на независност. Она што Брисел го губи во моментов од Велика Британија, тие 18 милиарди евра годишно што ги уплаќаше Британија во европската каса, тој понатаму ќе продолжи оваа година додека повторно ќе кажам не се раздружат и конечно. Од друга страна трговските договори остануваат, но она што мене ми падна како детал е дека Европската унија со двата најголеми трговски партнери, Кина и Соединетите Американски држави, немаше некои европски договори, туку одеше во склад со меѓународни трговски договори што ги имаат сите држави во светот, па оттаму на Британија ќе биде полесно барем за почеток со најголемите трговски партнери Кина и Соединетите Американски држави да си оди како што одеше и до сега, значи размената на стоки и услуги. Она што од друга страна сакам уште го додадам е дека сега Велика Британија полека сигурно ќе мора да прави некои други трговски договори со другите земји членки, со другите членки на Европската унија, но и со другите држави во светот, ако се земе во предвид дека веќе правилата на Европската унија за неа не важат. Добро, што е право, не е целиот разговор сведен само на трговските договори, бидејќи Велика Британија ќе продолжи во наредните неколку години да биде членка на низа други договори кои што ја обврзуваат со Европската унија, бидејќи се работи за стандардизација во сите области на животот на членките на Европската унија, значи не се работи само за трговски онаму кои што има интересни договори, туку се работи од контрола на небо до стандарди во увоз на храна, до, како да кажем, до seможни импликации кои што се случуваат. Тие за сега остануваат, тоа сакав да кажам така во наредниот. Значи они формално излегуваат, ама од друга страна со години се уште ќе останат членки
под наводници на Европската унија, бидејќи ги прифатија да мораат да продолжат сите тие односи, а најчувствителното е сепак третманот што ќе се случува со оние луѓе кои што се од Европската унија живеат во Британија и што ќе се случува со милионите британци кои што живеат во Европската унија сега повеќе некако, да кажам, споделувачи на европскиот пасош. Какви се за тоа проценките? Па за сега повторно ќе кажам, се уште е нејасно. Ја морам да кажам дека се уште е нејасно. Ако Европската унија имаше во неа клаузула за можност да се излезе од неа, нема клаузула што понатаму. И сега тек допрева ќе се гради историјата и правилата како треба и што треба да се прави кога една држава ќе влезе од Европската унија. Она што останува излезе од Европската унија. Она што останува сега за сега е дека британските државјани во земјите од Европската унија и натаму ќе може да уживаат она социјална и здравствена услуга, пензиите, тоа останува, но ќе биде предмет на договори. Повторно ќе кажам, некаде во март ќе почнат двата тима да ги поставуваат правилата што и како понатаму. Транзицијата се разбира нема да биде толку брза, напротив таа ќе остане и можеби ќе се оди на сценариото на она какви што имаше Европската унија односи со Швајцарија и пред се со Норвешка, земји кои не се членки на Европската унија, а кои на некој начин беа повластени и чии државјани беа повластени и беа сметани како европјани. Додека го чекаме вклучувањето во слободен печат, уште едно прашање е занимљиво, бидејќи се однесува на тоа што Европската унија не е само трговска и секаква друга заедница, таму е сепак и една многу важна безбедносна компонента вон системот на НАТО, каде што Британија се разбира продолжува да биде една од водечките членови и така натаму. Меѓутоа во Европската унија имаше еден голем систем кој што возможуваше соработка на Министерствата за внатрешни работи, сите други, да кажем, сектори во државата кои на еден или на друг начин се грижат за некакви заеднички европски безбедносни интереси. Како ќе продолжи тој сегмент? Во моментов не е прецизирано, останува исто да продолжува дека не се направат новите договори, а сашто ќе потсетам, НАТО е безбедносен механизам, Интерпол и останатите меѓународни полициски безбедносни агенции остануваат да соработуваат во рамките на она што и досега беше. Јас верувам дека британците и европјаните ќе постават некои нови правила на игра. Она што е можеби опасно е само колкави привилегии ќе добие Велика Британија ако се земе во предвид дека доколку добие добри привилегии, тогаш ќе се охрабрат и други земји членки да го направат истото што нема да биде добра за идната Европска унија.